Додатокот за студентски оброк ќе биде зголемен и е дел од плановите за подобрување на студентскиот стандард, изјави денес во Штип министерката за образование Весна Јаневска. Нема дилема дека ние можеме да го покачиме и сме планирали да го покачиме студентскиот оброк, но се уште разговараме со студентите, затоа што ти имаат и некаква поинаква идеја. Сметаат дека за 140 денари можат да добијат во одредени маркети и одредени ресторани комплетен оброк, а дека би можело да се прошири обсегот, например и студенти кои работат парт-тајм, а се уште не постигнале одредена сума на средства, би можеле и тие. Значи до крајот на годината тоа ние ќе го дефинираме и веднаш ќе се знае во јануари дали ќе добијат 160 денари за студентски оброк или ќе биде проширен обсегот. Во однос на започнатата ревизија на повеќе институти во државата, неправилностите во работењето и исходот, Јаневска изјави. Ние направивме ревизија на 15, па сега уште 5, значи институти. Да, овие има дополнително два кои од деновиве веројатно треба да се заврши процедурата и да бидат затворени. На 10 на институти им дадовме рок од 3 месеци да ги поправат нерегуларностите кои што се најдени, но според извештаите кои ги читав, многу малку од нив ќе можат да го направат тоа. Па за жал морам да кажам дека веројатно следи затварање и на поголем број на институти. Според Јаневска, сето ова што се случува води во добра насока. И мислам дека е добро за високото образование и науката во земјата конечно да воведеме ред. Секој што исполнува услов, секој ќе функционира. Како што и многу пати досега сум рекла, секој кој не работи по закон нема ни да функционира.